Денешниот начин на живење е многу поразличен од пред 10, 20, 30 години. Луѓето станаа многу себични, алчни и некако интересот го поставија само на материјалното. Од друга страна, светот стана едно многу лошо место на живење, бидејќи кај да се свртиш, како од сите страни да те пречекува некој страв, некоја блокада, некоја искушение, нешто лошо, не знаеш што ќе дојде, на што ќе најдеш. Меѓутоа, денешниот свет е ваков затоа што се изгуби себе си во тој пат на материјално, на преживување, затоа што го изгуби во себе Бога, го изгуби духовното, суштинското, едноставното, и луѓето застранија од вистинскиот пат на живење, и затоа што застранија се наклонија кон оние кои што се неверници, кои што се оддалечени од Бога. Затоа луѓето треба да се вратат на вистинскиот пат, односно кон Бога, кон законот, кон оно што го кажал Бог во Библијата. Кога сме веќе кај неа, денеска ќе ви извадам неколку цитати, стихови, кои што се поврзуваат со оваа тема и зашто луѓето треба да го прекинат овој начин на живење и да се вратат кон корените на својата душа. Денеска на многу луѓе кои ќе им се спомне Библијата, светиот збор, законот Бога, некако луѓето како природно да ја поврзуваат со религијата, со нешто што е старо, догматски, нешто што е застарано. И многу често знам да видам коментари од типот: па во 21 век живееме уште ли со Библијата? Не, тоа е закон кој што пред се е духовен закон. Значи Библијата нас не учи на духовност, на правилно живење, на оддалечување од сите оние карактерни слабости и пориви, ниски карактерни особини кои што можеби ние ги имаме, меѓутоа не учи и на мудроста, како да се заштитиме во општеството, без разлика дали е современото или времето на Исус и првите неколку векови, нели, кога почнало сето тоа да се развива со верата, со Библијата, со христијанството и слично. Меѓутоа, оно што луѓето не го знаат е дека без разлика во кое општество да живееме, законот е непроменлив, законот е закон. Значи, законот може да се примени во секоја епоха, во секоја ера, во секој век, бидејќи е безвременска мудрост. Што значи тоа? Тоа значи дека практично таа може да ни помогне да се заштитиме себе си, но и да примениме знаење и мудрост кое што практично ќе ни помогне во секојдневието. На што мислам, ќе откриеме за кратко. Оно што е интересно е токму оние луѓе кои што ја отфрлаат Библијата и ја осудуваат и критикуваат, се оние луѓе кои што всушност духовно се оддалечени од неа и се наклонети токму на спротивниот закон, односно на законот на сатаната, на злото, кој што го доминира овој свет. Многу често јас сум добивала јавни коментари и плукање, затоа што на луѓето едноставно им смета кога ќе се спомне денешната Библија. Ова кажува за тоа колку човекот е едноставно оттргнат од духовното, од суштинското, од Бога. Во самата Библија имаме, например, стихови, како овој што го гледаме тука, вели: Господ дава мудрост и од неговата уста доаѓа знаењето и разумот. Тоа кажува дека преку Библијата ние можеме да си помогнеме да примениме знаење и мудрост во секојдневните практични ситуации. Тоа значи дека преку Библијата ние можеме да станеме многу поинтелигентни и практично поефективно да застануваме зад себе, зад својата личност во односите. Вели, тој им ја укажува својата помош на праведните, штити ме на оние што дат непорочно, зашто тој ги штити патиштата на правдата и го чува патот на своите свети. Тогаш ќе ги сватиш правдата, правосудството и верноста, а и секој добар пат. Зашто мудроста ќе влезе во твоето срце и знаењето ќе ја зрадува твојата душа. Тоа ни кажува дека знаењето од Библијата може практично да ни го подобри животот. Од друга страна имаме друг цитат кој што вели: бидејќи многу измамници излегува во светот, кои не исповедуваат дека Исус Христос дојде во тело, тоа е измамник и антихрист.
може едноставно да не биде верник, да не верува во Бог и да не биде свесен за постоењето на злото и автоматски тој да биде наклонет кон злото, како што многу од луѓето денеска несвесно се наклонети од злото. Ако некој дојде при вас и не ја донесе оваа наука, не примајте го во домот и не поздравувајте го, зашто кој го поздравува учествува во неговите зли дела. Тука јасно ни кажува дека луѓето кои што едноставно не го прифаќаат Бог и не го почитуваат и не го поддржуваат Светото писмо, не мора да е тоа слепо верување во Исус како водач, значи едноставно да има одбивност кон Библијата, кон духовноста, тоа кажува дека овој човек е наклонет кон зли сили. Кога човекот е наклонет кон сатаната, тогаш тој има одбивност кон луѓе кои што се духовно наклонети. Но токму Бог не поддржува преку Библијата да останеме верни на Него. Вели, вие сте од Бога, дечиња, и вие ги победивте, зашто е поголем оној кој е во вас, отколку оној кој е во светот. Тие се од светот, затоа зборуваат светски и светот ги слуша. Ние сме од Бога, кој го познава Бога, не слуша нас, и кој не е од Бога, не слуша нас. По тоа го познаваме духот на вистината и духот на заблудата. Тоа значи дека луѓето кои што се наклонети кон зло, ќе ве осудуваат, ќе ви прават сплетки, ќе бидат лоши, ќе прават секакви неправди кон вас, додека луѓето кои што се со доброто и кои што се со Бога, кои што веруваат во Бога, тие ќе бидат со љубов, со почит, со внимание, со интерес за поддршка, а не за деградирање и осудување и критикување. Затоа денеска во светот владее зло, бидејќи луѓето кои што се наклонети на зло, можеби и не мора да бидат осудувачки и критикувачки напаѓачи кон вас, меѓутоа тие може да работат за многу луѓе кои што се дел од тој систем на зло и прават деградација во светот. И затоа светот денеска е ваков каков што е, затоа што луѓето се едноставно одвоени од Бога. Зашто ги правам овие видеа? Бидејќи единствено човекот во денешното време може да се спаси себе си ако почне да се одвојува од сатаната. Ако почне да се буди и да ја буди својата мудрост и знаење која што всушност може да ја добие токму преку Библијата и да се оттргнува полека од сатаната. Тоа нема да може да го постигне доколку само оди во црква. Значи, Библијата треба да се чита секој ден, за да може човекот практично да ја применува. Затоа што вели, возлюбени, ако Бог не возлюби, така и ние треба да се љубиме еден со друг. Бога никој никогаш не го видел. Ако се љубиме еден со друг, Бог останува во нас и неговата љубов стана совршена во нас. По тоа познаваме дека остануваме во Него и Тој во нас, што ни дал дел од својот дух. Вели, ако некој рече, го љубам Бога, а го мрази брата си, лаже се. Зашто? Затоа што кој не го љуби брата си, кого веќе го гледа, не може да го љуби оној што не го гледа. И оваа заповед ја имаме од Него, бидејќи кој го сака Бога, ќе го сака и својот брат. Ете, ова видео нека ви биде еден патоказ за тоа како да распознаете кој е со Бог, а кој не е со Бог. И оној што не е со Бог, треба да го дистанцирате од себе, да го почитувате, да го сакате како брат, меѓутоа да примените мудрост и разум во тие односи. И тука Библијата нас научи најмногу во тие меѓучовечки односи, да не бидеме премногу давачи на себе, премногу љубовџи за другите, а за себе да се запоставуваме, затоа што не знаеме која човечка душа е наклонета на зло. Бидете со Бога, применувајте ја Библијата, применувајте ја мудроста, разумот, знаењето, затоа што тоа ќе ве спаси во животот да не се изгорите премногу од сатаната која што владее преку другите луѓе. Така што споделете го ова видео и помогнете на некој друг кој што сметате дека ова видео ќе му служи.